Ви благодарам, председателе. Би сакала сега накратко да го образложам амандманот, односно да објаснам зошто ги бараме овие средства. Имено село Канатларци е едно од најголемите села, населени места во општина Прилеп. Во населеното место Канатларци има изградено водоводна мрежа пред повеќе години и со неја управува јавното комунално претпријатие Водовод и канализација Прилеп. Во селото Канатларци постои локална водоводна мрежа која што досега ги задоволува од градежен аспект потребите на местното население, меѓутоа постои проблем со количеството на вода кој што не ги задоволува потребите во летниот период, односно во летните месеци кога всушност водата е најпотребна за жителите. Во овој период, односно во овие години, водоснабдувањето се врши од еден бурнар со издашност од 3 литри во секунда, од кој водата преку пумпна станица се акумулира во резервоар со капацитет од 60 метри купни. Пумпната станица од нејзината изградба досега не е најверојатно соодветно одржувана и сервисирана, заради што истата е руинирана и многу често се соочуваме со проблемот да таа треба да се поправа или пак да се заменува со нова. Решението на проблемот е изградба на еден главен цевковод и токму заради тоа решивме да го поднесеме овој амандман, односно да побараме средства да се издвојат за изградба на главниот цевковод од постојните бунари кои што ги има во селото, односно од постојните бунарски постројки до постоечкиот резервоар, довод на електрична енергија од бунар број 2 до бунар број 1, како и изградба на пумпа и нормално како што наложуваат законите, односно пропишани од Министерството за животна средина и просторно планирање, изградба на хлорна страница на бунар број 2. Повторно ќе речам, овој амандман го предлагаме и бараме помош од државата, односно од централниот буџет, заради лошата состојба на општинската каса, а водата е еден од главните потреби, животни потреби на граѓаните и моја замолница до колегите пратеници кои што се членови на оваа комисија да го поддржат овој амандман, бидејќи станува збор за вода во населено место, исклучително важно и за општината, меѓутоа и населено место во кој што бројот на жители не забележува миграција, има и млади и возрастни луѓе кои што живеат во ова населено место, на кои што се неопходни основните услови за живот. Благодарам.